Денес јазикот страда на новата технологија, а тоа значи дека на некој начин и интересот кон читање книги е опаднат, и то многу е опаднат. Нечитање на книги тоа е проблем и во чување на јазикот. Еден проблем е збогатување на вокабуларот, на лексичкиот вокабулар. Второ, користејќи ги овие социјални мрежи, не се внимава никогаш како се изразуваме. Први тука не го користиме нашето устно писмо, тоа е кирилицата. Користиме латиница, кај што она латиница што ја нудат овие средства, е кај што немаме ние соодветни латинични знаци за наши гласови, така што некој збор се чита и чудно, не може да се прочита онака како што треба да се изговори, како што може да се запише со кирилица. Тоа е едниот проблем. Значи, нечитањето и користењето на социјалните мрежи. Можем исто така со жалење да кажам дека има и доста електронски гласила во Македонија кај што многу не се внимава на јазикот. Посебно е проблемот на синтаксата. Ние не знаеме македонската синтакса. На неја, јас како професор на неја посветувам внимание, бидејќи македонската синтакса се развива во сите други јазични синтакси. Првиот ученикот некој размислува на англиски и тоа го преведува буквално на македонски, не внимавајќи на синтаксата, и на тој начин тој веќе и го расипува јазикот. Другото беше прашање дали се доволно, дали се чува. Имајќи возможности во многу институции кај што треба да се почитува стандардите на стандардниот јазик, и таму не се почитуваат. Например, кај што имаме предавања, се изборуваат на дијалект. Важно е мене детето да ме разбери, а не е важно како ќе го пренесам. Значи, високо образована личност, академски граѓанин, не смее да се дозволи такво опуштање, бидејќи сепак тука секој е должен покрај она што го предава, што го пренесува, што ги пренесува знаењата на младите, да внимава и на сопствениот јазик. Така се чува јазикот.